Македонија утре нема вистински да ги почне преговорите за влез во Европската Унија. Првата меѓувладина конференција во Брисел која власта ја представува како голема победа ќе се сведе на обична фотосесија со многу насмевки и убави зборови, бидејќи е јасно дека почетокот на преговорите е условен со отворањето на уставот кое треба да се случи пред втората меѓувладина конференција. Според поранешната амбасадорка Василка Поповска-Треневска, Македонија е изолиран случај во кој има една политичка меѓувладина, а дури откако ќе ги исполниме условите запечатени во францускиот предлог и протоколот, ќе следи онаа вистинска меѓувладина конференција. Тврдењата на министерот Бујар Османи дека процесот ќе се одвива во две фази се само обична фарса. Во нашиот изолиран случај, а благодарение на неспособната влада, станува збор за обична фотосесија со многу насмевки и убави зборови од челниците на Европската Унија. Секако најзадоволни ќе бидат делегацијата на Република Бугарија, која што доживеа дипломатски триумф и успеа да наметне дипломатија за која ова неспособна влада не е дорасната. За бугарските представници сметам дека е ова голем успех преку која нивните барања кон Македонија прерасна во предлог и на самата Унија, преточен преку предлог на француското председателство. Според Поповска-Треневска, Македонија не требаше да го прифати францускиот предлог, бидејќи е крајно штетен, а последиците и уцените од Бугарија ќе ги чувствуваме со децении. Сметам дека Македонија не требаше да го прифати францускиот предлог како предлог на Унијата, бидејќи е крајно штетен за нас, а чии последици и уцени од бугарска страна ќе ги чувствуваме со децении. Всушност, со овој предлог Македонија е закочена кон своите стратешки цели, а тоа е членството на Европската Унија. До втора меѓународна конференција за промена на уставот, која е услов за почеток на пристапни преговори, мислам дека во овој момент нема да дојде. Судејќи по категоричниот став на опозицијата дека нема да дозволи отварање на уставот. Добитници од целата ситуација според Треневска ќе бидат Европската Унија, која од дневниот ред си симна еден проблем, и Бугарија, која сите своји барања со помош на Европската Унија успеа да ги протне во преговарачката рамка. Дека првата меѓувладина конференција ќе биде само обично сликање, деновиве предупредуваа повеќе експерти, судејќи според нивните изјави. Ова ќе бидат преговори без преговори, како што претходно многу пати имавме датуми без конкретни датуми за старт на преговорите.